дојдовте на промоцијата на монографијата Камена индустрија со неолитска локалитета Рубај, Република Македонија од магистар Василка Димитровска во организација на Центарот за научни истражувања и промоција на културата ХАЕЦ. Големо задоволство е да се видат заинтересирани луѓе како вас, колеги, пријатели на вас се представници на новите генерации на археолози, љубеници во културното наследство на Македонија. Василка е врвен научник. Таа мајсторски низ својата работа, низ истражувањето и низ пишувањата ги поврзува минатото и сегашноста. Длабоко влегува во праисторијата, проучувајќи ги камените алатки, технологијата, суровините потребни за нивно добивање и во овој брз 21 век го снабдува со неопходното гориво за функционирање во модерниот свет, а тоа се информациите. За многумина, како мене, кои немаат професионални допирни точки со археологијата, но имаат одредени сегменти и интереси во одредени сегменти, пишувањето на Василка ни доаѓа како еден вид на подарок. Стручно, а разбирливо, автентично, колоритно, корисно. Со незините истражувања, од кои дел се опфатени токму во денеска промовираната монографија, незините колеги добиваат валиден, научен, професионален материјал, идните генерации археолози добиваат конкретна, уникатна литература. Генералната јавност пак добива прецизна нова слика за историјата на Македонија, за Рубај, за Градовско-Златовската област и можност да дознае и сподели информации од историска и културна важност. Јас нема да должам многу, што кажав, моите професионални капацитети завршуваат на влезот на оваа библиотека. Оставам на експертите да си го кажат своето мислење и се разбира го отстапувам микрофонот на професор доктор Никос Чолсис. Благодарам. Јас решив да не зборувам за книгата, бидејќи има покрај мене човек кој што подобро од мене ќе си ја представи својата книга. Мислам дека секоја книга се појавува во некаков амбиент, во некаква историска околност, културолошка околност и мислам дека треба да се каже токму нешто и за таа околност во која се појавува оваа книга, бидејќи книгата без културниот амбиент не е ништо, како што ни културниот амбиент без одредена книга исто така губи многу од своето значење. Зборувајќи за македонската археологија и за археологијата воопшто, треба да се каже дека постојат два вида на археологија. Првата може да се нарече форензичка археологија и најлесно така ќе можеме да ја разбереме. Археологија која се занимава со базичните аспекти на научното, која го обработува археолошкиот материјал од аспект на природните науки, од аспектот на екзактните науки, кој влегува со помош на современите технологии во најдлабоките слоеви на одреден археолошки објект или одредена археолошка ситуација и користејќи ги тие науки и новите современи методи, создава една базична информативна подлога, така што ние помалку можем да кажем дека оваа книга е воопшто еден исклучок во македонската археологија. Бидејќи прво, ние немаме многу публикации во македонската археологија. Второ, немаме вакви публикации. Во последно време може некој да се пофали, па има археолошки книги. Какви? Туристички. Шарени со убави корици, во нив има сликички убави, што има? Ништо нема. Двајца туристи како ќе го отворат, кажете да чекува премалку е, дајте уште нешто. Значи, немаме базична наука која публикува книги. Пред неколку дена на една телевизиска емисија еден човек кажа, па како не, тоа е веќе го имаме во учебници од средно школо и не знам, основно школо. Тоа е најголемиот проблем. Веќе имаме теми археолошки во учебници, а во главната наука ги нема. Разбирате, значи ги учиме децата за факти кои што научно не се се уште докажани. Постои една филозофија која вели најголемиот археолог не е оној кој што објавува книги, туку оној кој по терени се поти, копа и открива купишта археолошки предмети. При тоа, ако го прашате тоа археолог зошто не публикува, тој ќе па немаме пари за публикување. И навистина, публикување археолошки книги
е многу скапа работа, односно прилично скапа. Но тоа е добро алиби за да не се публикува. Понекогаш има и пари, има и сепак луѓето не публикуваат. Зошто? Ова денешно време ни донесе една многу интересна новост, која што ги обезоружува сите неспособни археолози. Кој е тоа лоше? Тоа е електронското публикување. Во денешно време, ако сретнете археолог кој што има во својот подрум милиони предмети, да не речам, добро, илјади, може би милиони, и кој вели дека нема пари да ги публикува, веднаш кажете му, а какова Силка Димитровска публикува? Тогаш ќе се види кои се вистинските причини зашто тој не публикува. Бидејќи за електронско публикување не ви треба речиси ништо. Треба само да знаете Word, можете и во Word да го публикувате, да знаете малку Photoshop и да најдете, не знам, веројатно за 100 евра, веројатно така, некој веб-сайт или не знам каде, за да може тоа да се објави. И не мора ни тоа. Значи, ако и покрај сите овие услови денешни современи, вие и натаму не публикувате, како археолог, тогаш прашањето е следното. Веројатно не знаете да публикувате, веројатно, дури ако сте го публикували како магистарски труд, се плашите тоа да го ставите во јавност, бидејќи можеби и самите не верувате во научната вредност на тој магистарски труд, или пак уште полошо, вашиот ментор не ви дава да го публикувате, бидејќи ќе го наградите него, бидејќи тој не стои како ментор со сето срце за вашата магистарска или докторска дисертација. Значи, ете, тоа е една интересна ситуација која мораме вака да ја знаеме, тука имаме и професионалци, имаме луѓе кои што се бават со култура воопшто. Значи, можеме да заклучиме дека во денешно време треба само да се работи, треба да се знае и треба, како и секој научник, да се има храброст, тоа што сте го напишале и сте го кажале, да го ставите пред јавноста, макар било и критикувано, па да го браните или пак да биде со хвалоспеви, па да уживате во тој рейтинг. Ова е глобално амбиентот што сакам да ви го предочам и на некој начин од тој амбиент мислам дека и дава одредена вредност на оваа публикација. Јас сум убеден дека за неколку дена бројот на даунлодирање на оваа книга ќе скокне на неколку стотини. Тоа секако нема да значи дека луѓето ја прочитале, ама знаете, понекогаш книгата треба да стои во рафтот. Со самото присуство на книгата, таа создава околу себе некоја аура, знаете. Па доволно е да речем, пред последниот ден од животот да ја отвори човекот книгата и може би токму тоа последна реченица, може тоа е судбината на таа книга. Оваа книга всушност представува многу малку видоизменет труд од мојата одбранета магистарска теза на Универзитетот во Белград, на катедрата по археологија во мај 2011 година. Моите коментори се всушност и рецензенти на автоматски на оваа книга, бидејќи таа е скоро истиот производ кој што го напишав таму. Она кое што не беше кажано од промоторите се две работи. Првата работа е дека оваа книга е во оригинал напишана така како што одбраната, значи на српски јазик. Најголемата причина е поради тоа што публикацијата на археолошките монографии во Република Македонија и било каде во светот, како што професорот ќе се искаже, е навистина многу скапа работа. Второ, новите медиуми даваат многу поширок капацитет. И трето, ако во процес е преведувањето и адаптирањето со научна терминологија на македонски јазик, кој што сигурно ќе трае можеби неколку години, бидејќи камените артефакти во Република Македонија не се проучуваат, иако е тоа пракса во првите 4 семестра на било кој факултет во светот, не постои соодветна терминологија, потребно е да се консултираат сите колеги, потребно е да се консултираат експертите во македонски јазик од Институтот за македонски јазик. И тоа е процес кој што сигурно ќе потрае додека таа се вовлечи на македонски јазик во печатена форма, за да може буквално секој од студент до колега да ја употребува. До тогаш, во моментот додека зборувам, таа е веќе подигната на интернет на
ХАЕМОС, Центарот за научни истражувања и промоција на културата, кој што стои зад оваа публикација. И тука се и луѓето на кои што сакам да им заблагодарам, Лилјана Гаревска и Воислав Саракиски, кои се дел од овој тим заедно со мене и кои успеавме да ја избуткаме оваа работа за да може да стигне до сите луѓе со еден клик. И јас не би должела многу, оваа презентација всушност представува еден преглед низ целата книга, што таа содржи. Ќе гледам да видам што е можно поедноставна, што е можно пократка и за оние кои што можеби никогаш нема да ја отворат книгата, ќе подигнем и оваа презентација просто да биде достапна да знаат за што се работи. Значи, пред се прво да кажам дека оваа книга е посветена на мојот голем пријател и човекот со кој што повеќе од 15 години работев, тој е Нелико Ѓорѓевиќ, геолог од Куманово, или ние го викавме Чичко Џокица. 15 години работев со човекот и тој почина во процесот на половична обработка од мојот материјал и поради тоа морав да го доработам камениот репертоар со професорот Блажо Боев од Универзитетот во Штип, на кој исто така многу му благодарам за целата помош. И тука исто така би заблагодарила на моите ментори и коментори од Белград. Тие се пред се професори на факултетот по археологија во Белград, Душан Михајловиќ, Ненад Тасич и Бобан Трипковиќ, како и Драган Антоновиќ, кој е мојот незваничен ментор за еден одреден тип на алатки кои се викаат мазнети алатки. И за да не должам многу, значи книгата започнува прво со еден вовед кон читателот зошто е таа на српски јазик и со сите предизвици со кои што јас се соочив и ги дава главните начала на кои што јас се задржувам во однос на овој камен материјал. Камените алатки во Република Македонија не се работат, воопшто не се публикуваат, се пронаоѓаат на археолошки локалитети, но завршуваат во депоа и јас имам работа за следните, не знам, 40 години и уште 10 како мене има, нема да можеме да го обработиме материјалот кој што стои по археолошките депоа, особено од праисториските локалитети. И давам еден вовед на кој начин може да се изврши таа една анализа, дури и на луѓе кои не се експерти од оваа област. Потоа, бидејќи тезата ја братев во Белград, тај напиша на српски јазик и ќе достигне до еден многу поширок круг на публика од македонската, морав да дадам еден мал преглед за неолитските култури во Република Македонија и за основните простирања и датирања на неолитот во Република Македонија, како и компатибилните локалитети кои се наоѓаат во нашите околни држави. Ние имаме два типа барем за сега, културни групи. Тоа едната е Амзабегово-Вршничка, а втората е Белошко-Породинска културна група. Реевалуација на овој дел од праисторијата и воопшто на македонската археологија не е правена. Ова е нешто кое што е направено 79 година и се уште чекаме да се најде некој од нашите колеги да може да направи повторна евалуација на барем овој дел од праисторијата. Ова е едно генерално датирање за неолитските култури кое што е превземено од книга и потоа образложувам за темата, всушност за локалитетот Рукбаер, кој што се наоѓа кај селото Боровинци Свети Николе и за едно ископување кое што се случило 1970 година, било билатерално од Смитсонијан институтот од Вашингтон, експерти и експерти од тогашната југословенска страна, најмногу представена од нашиот драг колега Воислав Санев, кој што почина пред неколку години, кој што беше експерт во неолит. И накратко ги објаснувам или ги сумирам сите оние заклучоци до кои што дошле научниците пред мене, за да можам да дадам еден преглед на животната околина во која што живеела населбата од Рукбаер во моментот кога ги направила камените алатки кои што се мој предмет на анализа. Ова е локацијата на Рукбаер. Ова се некои од предметите, тие се многу познати, барем кај нашите колеги. Некоја процентуална застапеност на животинските коски, повторно велам од анализи кои што се претходно направени на Рукбаер и на еден друг локалитет кој се наоѓа до Рукбаер е многу попознат од него, тоа е Амзабегово, врз чија база е направена цела една
културна група многу позната во неолитот на југоисточна Европа и во Европа, Забегово-Вршничката културна група. И откако давам еден преглед за местоположбата и животната средина на популацијата на Рукбајер, почнувам со обработка на неколку типа на материјали кои што ги офаќаат камените алатки. Значи, постојат 3 типа на камени алатки: мазнето орудие, делкано орудие и абразивно орудие, кои што се уште немаат своја адекватна терминологија во македонскиот јазик. Јас се обидов колку што е можно во рамките на мојата експертиза да направам адекватен превод. Се сомневам дека некои од изразите се точни, но велам тоа подоцна ќе подложи на некоја подетална евалуација од сите колеги заедно. Како што професорот Чоусири спомна, следам една методологија која што е карактеристична за сите типови наладки. Значи, прво давам петролошко одредување на употребените карпи на суровини, кое што е направено од 2 геолога, кои веќе ги спомнав. Потоа давам петролошко конкретно одредување на типовите на суровини. Ова се суровините за мазнети алатки и за абразивно орудие кои што се наоѓаат на локалитетот на Рукбајер. Се сретнуваат 4 вида на суровини. Типовите на орудија, нивниот број, типот на потеклото, бидејќи е локално, тоа е многу важно, подоцна ќе видиме зашто. Кај голем број од алатките, бидејќи поседувам микроскоп, можам да ги детерминирам трагите на употреба, и тоа е многу важно во археологијата за да се види дали една алатка по својата типологија се совпаѓа со трагите на употреба, поточно со незината функција. Во случајот што го гледате е една тесла од серпентини и траги на употреба, кои што автоматски ни кажуваат дека таа била употребувана за делкање на дрво, бидејќи самата околина околу Рукбајер во моментите кога населбата живела, тоа е околу 6000 години пред нашата ера, исто така била полна со шуми. Ова се некои од абразивните орудија кои што се пронајдени: рачни владилици, статични владилици. Повторно ќе напоменам таа терминологија, бидејќи кај моите колеги доста често се сетнуваат кременчиња, гладилки, секакви можни зборови од македонскиот јазик кои што навидум, одукативно ги опишуваат, се употребни во археолошката литература. Направен е еден кркамбар, од кој што јас стварно успеав да извлечам нешто конкретно, се е напишано, се е спастрено. Секој кој што ќе сидни ќе види оваа книга, ќе може да има еден убав преглед на целата типологија на сите овие алатки. Ова се исто така некои од абразивните орудија. Спомнав мазнето, па спомнав абразивно орудие за оние кои се присутни во публиката, а кои не знаат зашто се работи. Мазнети алатки се оние алатки за кои што е употребена технологијата да се измазнат или да се изгладат или да се изглачаат. Глачани алатки е оригиналната терминологија на српски јазик. На англиски тоа е polished stone tools. А абразивните орудија се оние орудија кои што човекот ги користел, се наоѓаат на археолошки локалитети. Колегите обично не ги собираат, бидејќи тие се употребуваат при работата и својата форма ја добиваат при употребата. Но велам, голем број од нив воопшто не ги собираат, бидејќи не им ни наликуваат на алатки. Имаме среќа што оваа сонда, од која што јас го земав материјалот од Рукбајер, всушност е работена од археолозите од Смитсонијан институтот, и тие практично буквално собрали или шмукале се што нашле во таа сонда. Од коскен материјал, керамика до камен материјал. Па имав можност цела една палета на артефакти да обработам. Повторно, абразивни орудија, фрагментирани мелници, обично се познати оние мелници од Египет, каде што луѓето со камен нешто мела, меѓутоа ова се нивни фрагменти кои што треба да се разпознаат на терен и кабинетски секако. Ова се нивните цртежи, јас сум авторот на сите цртежи на артефактите. Нешто повторно за суровините, бидејќи сметам дека е важно, заради тоа што оваа популација Рукбајер, кога ги направила овие алатки, ги користела локалните ресурси, кои што ги нашла околу себе. Така да цела една палета на преку 30 типови на суровини може да се сретнат, и тоа зборуваме за една многу мала сонда, а не за цело ископување. Ова се
на вас може би не ви значат ништо, на оние кои се бават со оваа тематика им значат многу, бидејќи зборуваме за типови на вулкански карпи кои многу често се сретнуваат во Кратовско-Златовскиот регион, кој што и самиот е регион на вулкански карпи и практично од праисторијата па се до денеска тие на луѓето им послужиле за изработка и на орудија и на алатки и за секој вид материјал, а и впрочем сите рудници и ден денеска се сместени во тој дел од Република Македонија. Бидејќи повеќе пати спомнав, многу е важно да нагласиме дека основа за целата ова монографија практично ми представува сите публикации од локалитетот Амзабегово, а и многу е важно бидејќи локацијата на Рукбајр и Амзабегово е само 16 км. Постојат голем број на претпоставки, јас изнесувам една од нив, зошто двете популации користат сосема идентични суровини, а тоа е едната е дека тие живееле во исто време и најверојатно ги користеле истите ресурси. Втората е дека може би еден дел од популацијата во Рукбајр се одселила од Амзабегово, се одселила во Рукбајр и си ги понеле со себе или старите навики, или се враќале кон старите извори, бидејќи во преисторијата дури до 700 км тоа е мала раздалеченост. Луѓе доделе многу далеко со километри се да најдат одреден тип на суровина за да направат одреден тип на алатки. Ова што го гледате од лево и од десно, тоа се различни терминологии кои што јас сум ги ускладила, кои што всушност се однесуваат на еден ист тип на суровини, но различни наши претходни истражувачи, македонски археолози, различно ги детерминирале, бидејќи не консултирале геолози и петрографи. И потоа се цела една глава отпаѓа на делканото камено рудие или она што моите колеги го нарекуваат кременчиња. За жал тоа е се уште восстановена терминологија. Повторно имаме еден методолошки пристап, се работи за огромно и комплициран тип на материјал, кој што има неколку своји типологии и форми. Не е тоа ништо страшно во научна смисла на зборот, може би вака сега ви изгледа многу комплицирано, меѓутоа во тој репертоар има јадро кои се прават алатки, има форми кои што не се обработени, ги имате самите алатки и потоа има отпад и во главно тоа се категориите околу кои што се концентрирани. Повторно следаме една иста методологија за формулар, сите формулари се подигнати, се ова што го гледате всушност го има во книгата. Ова се суровините за артефактите од тој делкан камен на Рукбајр, кој што ги има точно 16. Повторно заблагодарувам на геолозите кои што ми помогна, бидејќи еден археолог од мојата сфера секако не може да работи без адекватни геолози. Ова се суровините за делкани алатки кои се употребени на Рукбајр, ќе наброиме само неколку од нив. Ова е кварцит, ова е калцедон, сивата боја на калцедонот кај луѓето, кај оштата популација и кај моите колеги доста често позната како кремен. Ова е тахилит или еден тип на базално вулканско стакло кој доста често се сретнува во тој регион кој сам пол со вулкански карпи, јаспис. Ова е еден преглед, една легенда за суровините за делкани алатки, како што гледате калцедонот е најупотребуван материјал, бидејќи најпристапен и најчесто се сретнува во геолошката градба на земјата, дури во двор да победен вие ќе најдете секако калцедон. Сега, она што беше важно за мене, за да можам да ја поврзам индустријата на Рукбајр, барем камените алатки, со другите археолошки локалитети, беше еден тип на суровина кој се нарекува балкански кремен, кој е многу симпатичен кај моите колеги, често можете да го видите во музеите, пошто е доста репрезентативен. Се работи за една суровина која се нарекува калцедон со боја на мед или така некоја жолтеникава боја со бели точки, кој што во научната литература и во светот е познат како балкански кремен. Во Рукбајр, како што може да видите, има цела една палета на алатки направени од оваа суровина. Научниците потеклото на оваа суровина го сместуваат некаде во Бугарија, во една така наречена пребалканска платформа, која е многу проблематичен геолошки термин, но како и да е, се нарекува балкански кремен заради тоа што се сретнува на сите истодобни локалитети на секаде на Балканот. Значи зборуваме за Бугарија, зборуваме за Корош, Криш културата,
која се среќава од Србија и Романија нагоре. Зборуваме за рано неолитските локалитети во Србија, каде што овдека се наброени околу 20-тина, каде што во буквална смисла го има на секој од нив истиот тип на суровина и се од исто време со рудбај. Ова се локалитетите од среден неолит во Република Македонија, кои што е компатибилни со рудбај, на кои што е најдена оваа суровина. Ова се некои од тие алатки, ова се нивни фотографии, ова се нивни цртежи. Тука морам да заблагодарам на колегите од Музеј на Македонија кој ми излега во пресред и Бог да ја прости колешката Трајанка Јовчевска од Музејот во Велеска, почина оваа година и која беше мој голем пријател и поддржувач на целата моја работа. И доаѓаме потоа до еден момент, а тоа е до тоа локално снабдување на суровини во праисторијата на Источна Македонија. Тоа е овој Кратовско-Злетовски регион во чија што сфера, во чија што територија всушност спаѓа рудбај и многу голем број на праисториски, па дури и историски локалитети кои што подосна ќе користат камени алатки. Но оно всушност што е важно за нас е дека постои еден локалитет, Свети Атанаси, Кочанскот, тој е од енеолит, меѓутоа се наоѓа на 700 метри од извор на праисториски рудник за суровини. Тој рудник и ден-денеска работи, оние кои се занимаваат со таа сфера го знаат, тој е рудникот Опали. Во него и во неговата околина може да се најдат цела една палета на суровини, кои што ги има и на рудбај, но сум ги сретнувала и кај сите други археолошки локалитети по збирки и во изложбите на музеите и практично представува извор за суровина во праисторијата на Република Македонија, не само за Источна Македонија, веројатно малку и пошироко, бидејќи овој балкански кремен кој што претходно го наброивме, се уште нема свој потегло, а ние веќе го најдовме во Македонија. И ова е технолошката и типолошката анализа на артефактите од Делкан камен, која што всушност е најважниот дел од целата оваа анализа. Ова е една генерална структура, обработени се 626 артефакти, поделени по типови на орудија и по суровини. Прво се анализираат јадрата. Ние секако се уште немаме дефинирано како се обработува едно јадро. Јас имам направено обид во однос на некои други терминологии од балканските јазици и од светот да дефинирам како да се држи едно јадро и како тоа да се гледа и како да се обработува. Ова е формуларот за јадрата кој е повторно поместен во книгата. Типови на јадра кои што ги има многу, јас сум дека само некој од нив сум поместила со цртежи. Потоа типот на платформата на јадрото, зошто е тоа важно? Само две реченици, затоа што резултатот од таа платформа на јадрото практично ни дава како еден праисториски човек го држал јадрото, во која позиција го држал, како го удирал, колку пати го удрил, колку го исцрпил, дали до крај, дали до половина, па потоа го отфрлил, дали му се скршило, требало да го поправа или не требало, дали го која страна од јадрото ја поправил и така натаму, што пак од другата страна ни дава кои типови на јадра во генерална смисла на зборот може да се најде. Дури може и начинот на седење на праисторискиот човек да ни ја даде оваа анализа. Потоа доаѓаат анализата на рејувенацион и сечилот битоци, тоа е терминологија која не постои во македонскиот јазик. Rejuvenation доаѓа од англискиот термин кој значи обновување или освежување. Ова е многу важно во поглед на тоа дека најдени се голем број на вакви артефакти, кога преисторискиот човек ги делка јадрата, а тоа значи дека практично суровината ја земал од некаде, ја носел во својата населба и на лице место ги делка. Значи, таа голема количина на овој тип на артефакти ни сведочи дека тој тоа го правил на лице место. Значи, продукцијата или технологијата на добивање на камените алатки се одвивала во рамките на населбата. Ова се некои од тие артефакти, да мислам дека има многу на рудбај. Потоа доаѓа анализа на неретушираните сечила и отпитоци, повторно една малку проблематична терминологија во македонската археологија. Јас сум се обидела да дадам еден формулар кој што е униформен и ќе им помогне на сите, дури на студентите кои почнуваат да се интересираат за оваа терминологија. Ова се типовите веќе на делкани артефакти. Од неретуширани до ретуширани, палетата е голема, ниту имаме време
ниту сакам да ви замарам сега во моментот какви се типови на орудија има, само ќе поминеме низ сите нив. Може да се излечат огромен број на анализи, некои од ги се поместени, дали тоа ќе бидат димензии, ширини, должини, секакви можни компатибилности, некомпатибилности помеѓу материјалот и типолошката анализа на алатките. Повторно има еден методолошки пристап со кодови, за да нејзината обработка биде полесна. Сите се тие унифицирани и сите се компатибилни со збирките од овој тип и во Република Македонија, и во Балканот, и во светот. Значи, зборуваме за кодови и за формулари кои што се употребуваат од сите експерти секаде во светот во оваа сфера на археологијата. Ова е една застапеност на суровините и типовите на орудија. Кои типови на орудија се? Она што е важно, освен тие типови на орудија, е начинот на ретушот, бидејќи практично тоа ни ја дава аналогијата со сите други индустрии и во Македонија и во светот. Ова се типовите на орудија: ретуширани сечила, ретуширани орбитоци, стругала, струшки, назабени орудија, јамнически орудија. Тие се веќе детерминирани. Типологијата на овој тип на алатки е напишана некаде во 50-тите години од француски археолози. Ние доцниве добри 70 години и не постои никаква основа за моите колеги да кажат дека тоа не го познаваат, освен дека не сакаат да го сработат. И главниот заклучок всушност местото на оваа камена индустрија во неолитот на југоисточна Европа праваме на паралела со истодобни индустрии, бидејќи јас не работам керамика, туку работам камени алатки, морам да го следам целиот тој еден затворен херметички тип на споредби. Ова камена индустрија од Рубајр е компатибилна со Амзабегово, со Старчево, многу позната култура и тип на локалитети во Србија, со локалитетот Дикилитаж, Димитреј Стагли во Грција, со културите Караново во Бугарија, што значи дека практично Рубајр се завзема едно место во исто време, додека сите овие култури се развивале во југоисточниот Балкан. И јас не би должала многу, бидејќи премногу книгата има околу 160 на страници, кој има желба, нормално, може да ја симне од интернет и да ја прочита. Но заклучокот од целата оваа анализа всушност е дека она што ми е мене посебно драго е дека сум работила камени наоди кои беа заробени во депото на музеј на град Штип 30 и повеќе години, 40 години, и кои што колегите ми дозволија да ги обработам тука пред се на професор доктор Трајче Нацев и на сите останати колеги од Завод и музеј Штип. Им благодарам што ми излегува во пресред пред неколку години за да ми го дадат целиот овој непубликуван материјал. Повторно ќе кажам непубликуван, што е многу важно, бидејќи голем број од младите археолози воопшто не можат да стигнат до ваков тип на материјал, иако илјадници наоди се заробени во депоата на нашите музеи. Се работи за една средно неолитска населба, низ која што течела река, барем така велат претходните истражувања, која имала добри природни услови за развој, наистина убаво се развила и ова е само еден многу мал сегмент со камените артефакти кои што ние го гледаме од оваа индустрија. Направена е петрографска анализа на материјалот, технолошка и типолошка анализа и аналогии со другите камени индустрии во рамките на неолитските култури во Република Македонија и на Балканот. И ако имате нешто да прашате, пошто стварно го иступев со наука, да, јас ќе ви бидам благодарна. За повеќето сум достапна онлайн постојано, или може да ме консултирате, ова важи пред се за нашите колеги. Јас ви благодарам на вниманието и книгата во моментот додека зборува беше подигната онлайн, практично се појави автоматски на сајтот на Центарот за научни истражувања ХМУС од Скопје. Линкот е HMUS.org.mk, се наоѓа на насловната страна, секој кој има желба може да ја сподели. Тоа е она кое што единствено нешто кое што не се коси со моите критериуми, а тоа е дека јас ги обожавам новите медиуми и интернетот, зависна сум од нив, работам со нив и тоа е најголемата причина зашто оваа книга дури ни во оваа верзија не се појави во печатена форма, туку веднаш отиде во електронска форма да биде достапна за сите. Ви благодарам.